إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala ke продолжиме со едно ново поглавие на оваа изворедна книга, на книгата на Китабу Таухид, книгата на монотеизмот, што тој монотеизам е ваџиб, задолжност, фарз за секој еден муслиман и муслиманка. Значи, тој монотеист што зборуваме тука и тие теми се задолжни за секој еден муслиман и муслиманка да ги знаат, за да бидат зачуван од ширк би идниллахи таала. Зошто човекот ако не го познава ширкот, ќе падне во него и без да знаат и без да бидат во свест дека му прави на Аллах субханаху ва таала ширк. Во ова поглавие авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го почнуваат со еден ајет, значи со Аллаховиот говор, а тоа е حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Шейхул Ислам рахимахуллах го почнуваат поглавието со Аллаховиот говор, а тоа е кога се отстрануваат стравот, од нивните срца, односно кога исчезнуваат стравот од нивните срца, тогаш велат тие мада кала раббукум, што рекол, односно што рече вашиот господар. Рекоа, односно одговорија, тоа имат вистината кажано. Тоа има, значи, вистината кажано и тој е возвишениот, големиот. Тој е возвишениот, значи, големиот. Велит шейх Салих Ал-Фаузан, хафизахуллах, во неговото објаснување на ова поглавие, дека во минатите поглавија, во неколку минати поглавија кои Шейхул Ислам рахимахуллах ги наведи тука, зборуваше шейхот рахимахуллах, донесе, значи, аргументи Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека е забрането да се обожаваат пекамберите. Забрането е да се обожаваат добрите луѓе. Забрането е да се обожаваат евлиите. Во ова поглавие, Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах објаснуваат дека исто е забрането и невистино е обожавањето на мелачината. Значи на ангелите. Зошто кога ние ќе сватиме, вели шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, дека не смееш да обожаваш пекамбери, не смееш да обожаваш добри луѓе, не смееш да обожаваш евли, не смееш да обожаваш мелачина, кога овие се, значи, најизбраните и најдобрите створенија, тогаш како можеш да можеш ти на тој мртвиот кај тебе во тие гробиштата таму, во тоа селото твое или во тоа малото твое кај што живиш ти, и да кажуваш дека тој бил добар човек. Тој добар човек, дали може да биде подобар од пекамберите Аллахови? Дали тој може да биде подобар од мелачината? Што мелачината се нон-стоп во ибадет на Аллах субханаху ва таала. И тие никогаш не му грешат на Аллах субханаху ва таала. Со цела нивна позиција и вредност кој тие имаат кај нивниот створител, сепак не се достојни, не им припаѓат да бидат обожавани.
Не им припаѓат да им посветиш нив некој си ибадет. Значи, сите ибадети, ова е правило, сите ибадети се само Аллахово право. И затоа шејх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах ги наведува тие поглавија тука, за да сватиме дека обожавањето, ибадетите, ибаде, е целосен, единствено само за Аллах субханаху ва таала. Ти можеби твојот намаз го клањаш за Аллах. Твојот зекает за Аллах. Твојот пост за Аллах. Твојот хач за Аллах. И други добри дела. Се велиш ја ги правам тие за Аллах субханаху ва таала. Но има само едно дело кој му правиш на Аллах субханаху ва таала ширк. Сите овие другиве се уништуваат. Тоа е исто како една капка мокраќа да ти излези. Кога ти земаш на најдобар начин абдест, значи ти земаш абдест на најдобар начин, со сите суннети го земаш абдестот. И на крај, само една капка мокраќа излагат од тебе. Дали можеш да речеш сега дека имам абдест, зашто ја се трудев многу за тој абдест? Па така исто и со ибадетот ја. И ти ако сватиш сега, ако сватиш, колку е опасна оваа работа, ќе треба ние многу да вложиме за да го чуваме тој теухид. Значи, за да ти биде тебе и мене твоето верување чисто. Како може да биде тоа чисто? Само да учиш. Ако учиш, ако ги знаеш тие аргументите, тогаш ќе се чуваш. Ќе бидеш со Аллахова дозвола би'идниллахи таала заштитен. А инако значи си во голема опасност, Велит исто шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах во објаснувањето негово на ова поглавие, дека и во минатите поглавија се напомна и се донесоа аргументи јасни дека оној кој заслужува да биде обожаван е само Аллах субханаху ва таала. И тој поседува совршени својства. Значи Аллах субханаху ва таала немаат мани. А створенијата имаат мани. И не се совршени. Значи совршеноста му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала. Совршеноста му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала. И треба човекот, значи, да падне многу ниско, да посвети својот ибадет на створение кое е манливо и слабо и немошливо и да го остави семокниот и неманливиот и совршениот Аллах субханаху ва таала. Значи, тоа кажува така, логиката на тој човек е многу слаба. Значи, логиката на тој човек не работи како што треба. Иначе човекот никогаш не би дозволил да падне до тој низок степен и да обожават некое створение. И да обожава, значи, некое створение и обожавањата, значи, затоа треба, значи, ти да ги знаеш кој ти некогаш може ти паѓаш во ширк и ти не знаеш дека тоа е дел од ибадетот. Како на пример стравот. Стравот е ибадет исто. Страв. Не зборим овде за абдест, за зечај, за пост. Страв. Ако ти се плашиш од работи, онака како што треба да се плашиш само од Аллах субханаху ва таала, ти правиш ширк. А не е тоа кај нас раширено страв од мртвите, кога умира некој мртов, па страв да не дојде вечерва дома, па не излагаат да шетаат. Ова е ширк. Ваков страв, значи ова е начин на страв, олкав страв, е само да имаш од Аллах Джелешану, не од створенијата. Ако ти во срцето твое ги имаш овај страв, ти имаш голема мана во твоето верување. Таја мана како можеш да исчистиш? Само да го исполниш срцето твое со теухид,
со знање, со чисто знање. И затоа, значи, се пренесуваат од Шейх Абдулла Ал-Карауи, рахимахуллах, кога дојде тој во Јужна Саудиска Арабија денеска, дојде во тоа место да прави давет. И многуте луѓе во тој регион има проблеми со магии, има проблеми со, значи, со джиној и слични работи. Има проблеми, значи, душевни проблеми има, така речено. Шейх Абдулла Ал-Карауи, рахимахуллах, не почна со ним да им велите, ајде јас вас рукја ќе ви прам сега, ќе ви читам рукја. И да се отвореше на ординација уба и пари тука колку сакаш. Рукја им чита. Ја ви сака доброто вас. Вие сте болни? Не. Шейх Абдулла Карауи им ги научи овие книги. Ова е најдобриот илач. Да ти да го запознаеш Аллах субханаху ва таала. Кога ќе запознаеш Аллах джелешану, тогаш овие работи ќе се отстранат, ќе исчезнат. Тогаш нема срцето твое да биде врзано за гробишта, за дрва, за летник, видов овега, ми го расипа денот, ми помина мачка. Нема да биде тоа. Срцето твое е врзано само со еден единствен, Аллах субханаху ва таала. И ти си мирен тогаш. Ти си тогаш спокоен, алейке селам. Ти си тогаш спокоен и сигурен. Но оваа работа барат од нас што? Да учиме. Да учиме, да сватиме тоа што го учиме, алейке селам. Да го сватиме тоа што го учиме и да го спроведиме. Значи, барат спроведување во пракса. Барат спроведување, значи, во пракса. Значи, во Аллаховиот говор, ан кулубихим, значи, кога се отстрани стравот од нивните срца, значи, кој се овде со намера? Кога се отстрани стравот од нивните срца. Кои се тие нивните срца? Овде се ел мелаика. Значи, мелачината. Значи, овде се мелачината, кога стравот се оддалечуваат од срцата на мелачината, тогаш тие прашуваат што рече вашиот господар. Одговараат сите дека е рекол вистината. Вели Шейх Утемин рахимахуллах, ова кажуваат дека мелачината имаат срца. Значи, ова аргумент е, зашто Аллах джелешану ги има створено мелачината. И Аллах джелешану кажува за тие мелачина дека ти имаат срца. Кога, значи, се отстранува стравот од нивните срца. Значи, ти имаат срца. Значи, мелачината имаат срца. Како што вели исто тука, Шейх Утемин рахимахуллах. И дека тие, и овде се кажува, значи, исто, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, ни се укажува нас дека мелачината со сетиот нивни ибадет спрема Аллах субханаху ва таала, тие се во врвен страф од Аллах субханаху ва таала, се плашат од него. И затоа ќе учиме се во продолжетак дека кога тие ги слушаат Аллаховите зборови, паѓаат несвест. Се онесвестуваат. Значи, паѓаат несвест, се онесвестуваат. Зошто и човекот, што повеќе го познават Аллах субханаху ва таала вистински, со вистинско знаење, што повеќе тој се плаши од него. Како што велат алимите, Ибрахим алейхи салату ва салам, Халилур Рахман, пријателот на Семилосниот, е градеше Бейтур Рахман, куќата на Семилосниот, чабето. Би емри Рахман, со наредба од Семилосниот. Пријателот на Семилосниот, куќата на Семилосниот, со наредба на Семилосниот. Ибраим алейхи салату ва салам, секој камен што го ставаше во ќабето, му се молеше на Аллах субханаху ва таала да им го примат тој ибадет и тоа дело.
Значи, тоа дело што го правеше, тој тоа беше наредено од Аллах Джелешану, директно тоа дело да го прави тој, да го изгради чабето. И тоа е Аллахова куќа. И пак Ибраим алейхиселам има страв, може би нема да биде примано неговото дело. Кај си ти? Овде збориме за Ибраим алейхиселату васелам. Ибраим е во џеннет. Ибраим е во џеннет. Ние не знаеме кај ќе бидиме. Ибраим е после пекамберот Мухаммед алейхиселату васелам најдобриот човек што стапил на овој дуњалог. И тој се плаши дали неговото дело ќе биде примено. И му се моли на Аллах субханаху ва таала да му го примит. Секој треба сам да се дај одговор кај сме ние од следењето на овие пекамбери. Баракаллаху фикум. Затоа значи треба секогаш значи да бидеме оштри со пресметка на себе си своја. Да правиме пресметка со себе си своја, да не влези шејтанот во нашите срца и да ни ги расипи нашите ибадети. Потоа велит авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, wa fi sahih и во сахих се пренесуваат عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. Се пренесуваат од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека посланикот алейхиссалату вассалам велит, кога Аллах субханаху ва таала зборуваат со една наредба, значи е објавуваат една наредба во небеста. Кога мелачината, ангелите, слушаат таја наредба, кога слушаат тие таја наредба, удираат со нивните крилје. И ова е значи доказ во овај хадис дека мелачината имаат крилја. И како што велите исто пекамберот алейхиссалату вассалам, го видов Џибрил алейхиссалату вассалам во неговата вистинска форма имаше 600 крилја. 600 крилја. И значи ги имаше затворено цел хоризонт. Ги имаше, значи не може да гледа ништо, значи освен него. Значи толку е огромен. Џибрил алейхиссалату вассалам. Овде, значи кога Аллах субханаху ва таала објава наредба, тогаш мелачината значи удира со нивните крилја и се значи во увеличување и возвишување на Аллах субханаху ва таала. И тогаш исто, значи во оваа ситуација, кога стравот, пак Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го спомнуваат ајето тука, кога исчезнува стравот од нивните срца. Значи кога после тоа исчезнува стравот од нивните срца, тогаш велат што кажа вашиот Господар, ти одговараат, кажа вистината. И тој е возвишениот, големиот. Тој е возвишениот, големиот Аллах субханаху ва таала. Потоа велит Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во продолжетак дека таја објава кои слушаат мелачината во небото на дуњалокот тајно и скришно слушаат исто, односно покушуваат да слушаат шејтаните. Значи тие седат, значи, како што вели пекамберот алейхиссалату вассалам, ба'духу фаука ба'д. И како што имат покажано тука Суфјан ибн Ујейна рахимахуллах, дека шејтаните од земјата до небото на дуњалокот се качуваат, значи ваке. Едни на други, се додека да стигнат до небото на дуњалокот. Целиот тој труд што го прават
шејтаните, е само за да слушнат нешто. Само за да слушнат нешто, значи, за потоа да му ја пренесат на тој што е под него, и тој што е под него и под него, и на крај вели пекамберот алейхи селату ва селам, да му ја пренесат на еден маџионичар или фалџор. Некогаш, значи, пред да стигнат тој збор што ги имаат тие украдено, и тука мустерик на арапски, значи нешто да го украдиш, да го земиш скришно и на брзина. Значи, скришно и на брзина. И така тие го прават, значи, скришно и на брзина. Зошто? Зошто на брзина? Објаснува, значи, пекамберот алейхи селату ва селам, зошто тие се гаѓаат. Се гаѓаат, значи, со метеори. Значи, тие постојат опасноста да бидат погодени со метеор. И така, значи, ќе биде уништен тој шејтан. И немој да пренеси тоа што го слушнал. Но некогаш успеуваат, значи, дури да стигна со таја вест до кај маџионичарите, односно кај фалџорите на дуњалокот. Сето тој труд го прават тие, значи овај труд има, значи, некоја цена. Зошто го прават тие тој труд? Значи, што е причината на тој труд? Зошто толкав голем труд и земаат на себе толка голема опасност? Зошто опасноста е, може да бидат уништени. И некои ги уништуваат некогаш. Зошто? Вели пегамберот алейхи селату ва селам, сајекзибу ма'аха ми'ате кизба. Со таја една вистина, тие засукуваат 100 други лаги. Значи, ги клаваат 100 други лаги. Значи, тоа вистински, една вистина е слушнале тие. На небо. Кога мелачината пренесуваат од еден на друго, што рече вашиот господар, што рече ваш, и така натаму, тие нешто слушаат од таја објава, од таја наредба. Нешто слушаат. И тоа му го даваат на маџионичарите и на фалџорите. Тогаш, со таја една вистина му ставаат други 100 лаги. Зошто? Зошто човекот, поради таја една вистина, велите овие други 100 треба да бидат вистини. И затоа вели пегамберот алейхи селату ва селам, значи, а не велат тие тогаш, а на тој и тој ден ни го погоди она, правилно ни го кажа, тогаш треба и други верабочи што ги слушнавме, што не ги кажа, што не извести, да бидат вистина. И тогаш му веруваат сите. Значи, и вистината што е една, и другите 100 лаги, и овде велат алимите Шех Утемин рахимахуллах, не значи овде значи да биде бројот, ова е пример, значи 100 лаги. Некогаш може да бидат 20 лаги, некој пат 50 лаги, некој пат 200 лаги. Значи ова е пример само. Што значи дека лажат тие многу. Значи со таја една вистина носат уште други многу лаги. Што ти значи поради што му веруваш во таја една, што знаеш дека таа е вистина, си спреман после, мислиш дека чим кажа во тоа реалноста, тогаш и овие другиве треба да бидат исто во склопка со вистината. А тие се во вистина, значи чисти лаги. И вели Шех Фаузан, хафидахуллах, дека оние луѓе, нарочито ова е големо фитне, значи големо искушение за луѓе што се со слаб иман, со слабо верување, и луѓе кои имаат слаб памет, слаб, значи, мозок. Тие луѓе паѓаат на сплетките од овие шејтани. Значи, тој има слаб иман и слаба логика имат. Тогаш тој паѓаат на тие сплетки. И им веруваат. И после не само што им веруваат тој нив. Тој после тие и ги продолжуваат кај другите луѓе ги кажуваат. Ги кажуваат дека како вистини. А не знаете дека тие се сите лаги. Само една е вистина во нив. Затоа, значи, треба многу пазење.
Многу пазење за човекот да не се уништи својата вера, зашто одењето кај маџиничарите ќе дојдат, значи се поглавијата кои следат, значи одењето кај маџиничарите, слушањето од нив, фалџорите, овие работи се врвно опасни, кои ти ја уништуваат верата и можеш да завршиш, ако умреш на тоа верување, за секогаш во џехеннем. А тоа кај нас е многу, значи, расширено. И ти му велиш нему тој лажит, за тој фалџорот, тој или не, тој мене ми погоди, ми ја кажа тука вистината. А да велат така, значи, за ова правиме муабе ние тука. Ние не правиме муабе, значи, за работи што не постојат. Значи, токму овие работи се секојдневие во редовите на муслиманите. И тој дури го брани него и тврди за добро. А ако тој после 100 лаги кажал, тој вели тука мене ми погоди, тој е добар човек, тој е еснав, тој е ваков, тој ти сака доброто. Значи, затоа треба пазење. Значи, шејтаните, цел тој труд да се качат на небото и цела таа опасност се земаат на себе си, зошто? Цената на тоа, целта нивна е да го заблудат човекот. Значи тој зошто да рискираат тие. Значи, зошто да се стават себе си во таа опасност. Ставањето во таа опасност има цена. Цената е да го заблудат човекот. За тој да верува на тие лаги. И после не само да верува тој сам, да ги пренесуваат исто и кај другите. Да ги пренесуваат, значи, и кај другите. И така, значи, алейкум селам рахметуллах. Потоа, шейхул Ислам Мухаммед Ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнува еден други хадис, а тоа од Ан-Навас ибн Сам'ан радијаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سألوه الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Во овој хадис, кој го пренесуваат Ан-Навас радијаллаху анху, во кој кажуваат пегамберот алейхи салату вассалам, кога сакат Аллах субханаху ва таала некоја работа да ја објавит или некоја наредба да ја објавит, зборува со објава. Значи овде се потврдуваат дека Аллах субханаху ва таала зборуваат онака како му доликуваат на Аллах субханаху ва таала. Значи, зашто вели пегамберот текеллема, значи зборуваат. Значи Аллах овде, значи, опишуваат пегамберот алейхи салату вассалам го опишуваат Аллах субханаху ва таала дека зборуваат. Сега како ние да му веруваме на некој други кој вели не, Аллах не зборуваат. Пегамберот вели Аллах зборуваат или не зборуваат. Да си нем да си. Оне што не зборуваат како се вика нем. Дали е нешто фалено кај луѓето? Да е нем некој, ова е мана или пофалба? Мана е ова. Како ти сакаш тој што е совршен, што треба сите да го обожаваат, тој да биде нем. Значи, кога таја мана, ти не ја сакаш за тебе да ја имаш таја мана, како можеш да го опишеш Аллах субханаху ва таала со таја мана? Аллах е славен и чист. Ама кога паѓаат луѓето во вакви огромни фатални грешки, кога оставаат објавата, Куранот и Сунетот, и земаат нивната логика. Тогаш паѓаат во вакви заблуди фатални. Вели пегамберот алейхи салату вассалам текеллема бил вахи. Значи Аллах субханаху ва таала зборуваат со објава, значи објавуваат. Кога Аллах субханаху ва таала зборуваат, вели пегамберот алейхи салату вассалам,
небеста, значи небата, не само едното небо, семават, 7 неба се тресат. Значи небата, колку е небото огромно. И колку се тие 7 неба огромни. Тие неба се тресат кога го слушаат Аллаховиот говор. А нашите срца не се тресат. Ние сме во голема спокојност. Јас сум или јас сум? Не. Овде вели пекамбарот алейхи селату сам, тие огромни неба, велики неба, тие се тресат од страв од нивниот создател. Аллах субханаху ва таала. Тогаш велит пекамбарот алейхи селату ва селам, кога жителите на тие неба, значи ова е доказ дека во тие неба има жители, а тие се мелачината. Во секој небо, значи, имат мелачина. Кога тие жители на небата слушаат Аллаховиот говор, значи кога го слушаат Аллаховиот говор, саику ва харру лиллахи суджадан. Значи, се онесвестуваат. Се онесвестуваат, значи, тие мелачина, земи ги надвор, одма. Кога ги слушаат тие, значи жители, значи мелачината, тие паѓаат, се онесвестуваат и исто му паѓаат на Аллах субханаху ва таала на сеќда. Вели шейх Фаузан хафизахуллах, овде може да биде првош да паѓаат, да се онесвестуваат и кога се освестуваат, му паѓаат на Аллах субханаху ва таала на сеќда. Или може вели шейх Фаузан исто да биде да паѓаат на сеќда и потоа да се онесвестуваат. Значи може и тоа да биде, а и тоа да биде. Но во хадисов е спомнато, во текстов на хадисов е спомнато тука, дека првош тука, алейхи селам, дека тука првош се, значи, се онесвестуваат, а потоа, значи, кога се освестуваат, му паѓаат на Аллах субханаху ва таала на сеќда. И после, кога му паѓаат на Аллах субханаху ва таала на сеќда, првиот од мелакината која креваат неговата глава е Џибрил алейхи селату ва селам. И ова исто кажува, значи, вредноста на ова мелача. Џибрил алейхи селату ва селам. И Аллах субханаху ва таала му зборува на Џибрил алейхи селату ва селам со таја објава кој Аллах таала сака. И му наредуваат, значи му нареду и потоа Џибрил алейхи селату ва селам, на крај се спомнува дека му наредуваат Аллах субханаху ва таала да ја однесит, односно да ја пренеси таја објава таму каде му наредил Аллах субханаху ва таала. Што значи дека ова е аргумент, ова е, значи, јасен аргумент, дека она што го велат Рафида, дека Џибрил алейхи селату ва селам сгрешил во објавата. Наместо да му ја објави на Алија ради Аллаху анху, му ја објавил на пекамберот алейхи селату ва селам. Тука во овој хадис не кажуваат пекамберот алейхи селату ва селам дека Џибрил алейхи селату ва селам е носит објавата таму каде му е наредено нему. Значи тој не прави по своја волја, по она што го сака тој, не. Тој е извршува наредбата од својот создател. И ја носи таму со доверливост. Со врвна доверливост. Потоа, значи, Џибрил алейхи селату ва селам почнуваат да врвит покрај мелачината од едно небо до друго небо и во секое небо го прашуваат мелачината Џибрил алейхи селату ва селам што рече нашиот господар о Џибрил. Тогаш одговара Џибрил алейхи селату ва селам е кажа вистината. И тој е возвишениот, големиот. И истото го велат така сите други мелачина. Значи овде сваќаме исто сега со овај хадис и со претходниот хадис, го сваќаме ајетот, значи кога ќе исчезне стравот од нивните срца, прашуваат што рече вашиот господар,
кажа вистината. До крај на ајетот. Значи овде Шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах што го почна ова поглавие со тој ајет, ги донесе тука овие хадиси, зошто? За да ни го објасни ајетот. Значи, за да го сватиме ние ајетот како се сваќаат правилно, ни ги донесе овие хадиси. И ова е, значи, една врст на тумачење на Куранот. А тоа тумачење, значи, Куранот да се тумачи со суннетот. Значи, тумачење на Куранот со суннет. Значи, има тумачење Куранот со Куран, Куран со суннет, Куран со збор на сахаби и Куранот со арапскиот јазик. Значи, оние луѓе кои имаат познавања во арапскиот јазик, кои вистински ги знаат значајностите и корените на тие зборови, значи тие, ако не најдат некои аргументи Куран со Куран или Куран со суннет или Куран со сахаби, тогаш можат исто да се вратат и да земат, значи, од арапскиот јазик. Но ова работа се бара, значи, не само знаење да го знаеш и да го зборуваш арапскиот јазик, туку познавање на арапската граматика и така натаму. И овде исто доказ за оние, значи, кои негираат, значи доказ против нив, оние кои негираат суннетот од пекамберот алейхи селату вассалам. Велат тие ние само Куранот го прифаќаме. А во вистина гледаме дека и пекамберот алейхи селату вассалам им ги објаснувал на неговите асхаби некои ајети со суннетот. И гледа, земи ја намазот, земи ги други ибадети. Значи, ако го ставиме суннетот, тогаш не знаеме на кој начин и како да му кланяме на Аллах субханаху ва та'ала. Потоа велит авторот, Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека во месаил, во меселината, значи на ова поглавие, објаснувањето на ајетот, кој го почна Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах со, значи, поглавието со тој ајетот, значи, кога ќе исчезне стравот од нивните срца, во тој ајет, значи, е аргумент, јасен аргумент за уништување на ширкот. Специфично на оние кои ги поврзуваат нивните срца со добрите луѓе. Зошто? Прашањето е, а дали се мелачината добри створенија? Секој ќе рече да. Дури тие се од најдобрите и најизбраните. Но со сепак, со нивната позиција и нивниот ибадет на мелачината и нивната добрина, немаат тие право и не им доликува да бидат обожавани. Тогаш, значи, автоматски значи дека отпајат исто ти да го поврзиш сега срцето со некој филан, кој да е тој. И ужасноста е во нашето време, ова кажува дека, значи, логиката на луѓето се е ослабена уште повеќе, а тоа е во минатото време мушриците ги поврзуваа нивните срца и им правеа ибадет на добрите луѓе во нивната средина кога умираа и така натаму. Но денеска луѓето обожаваат најрасипаните луѓе. Значи, најрасипаните луѓе, што биле, значи, и најнеморални луѓе, со најлош морал, тие ним ги обожаваат. И им посветуваат, значи, ибадети. Ова кажува, значи, слабоста на логиката и слабоста исто во верата. И слабоста, значи, во верата. Исто тука вели Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека во врска, значи, вредноста на Џибрил алейхи салату вассалам, дека тој првје која крева неговата глава и тој е, значи, кој мелачината него го прашуваат што рече нашиот Господар, сето тоа, значи, кажуваат, значи, вредноста на ова мелаче, а тој е Џибрил алейхи салату вассалам,
И со сета цела негова вредност, пак не му припаѓат обожавањето, ибадетот. Значи, никоја врст на ибадет не му припаѓат на Джибрил алейхи салату вассалам. Исто вели шейхот, шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, во врска, значи, со тресењето на небата. Значи, небата се тресат од страв од Аллаховиот говор. Се тресат, значи, од страв од Аллаховиот говор. Значи, ова кога се достигнуваат исто и кај луѓето, значи се спомнуваат кај многуте асхаби од пекамберот алейхи салату вассалам, дека тие имаа на нивното лице кај очите како две црни линии. Значи се спомнуваат од Омера радијаллаху анху, од Абдулlah ибн Мес'уд радијаллаху анху и други асхаби. За Абу Бекир радијаллаху анху, кога велеше пекамберот алейхи салату вассалам, наредете му Абу Бекир да ги води во намазот. Аиша радијаллаху анха и Хафса радијаллаху анха веле, не, тој многу емотивен во намазот, не може да се воздржи, плачи. Значи сахаба ридвануллахи алейхим, кога го читаа Куранот, значи кога слуша Аллаховиот говор, значи кај нив оставаше тоа траги. Оставаше траги, значи тоа. Имаше влијание. Но кога се достигнуваат овај степен на иман и на верување, кога човекот, значи, го знае својот создател, кога има знаење. Знаењето што е во исламот? Знаењето е Куранот и Суннетот. Тие се изворите на знаење. Значи, знаење не е приказни да скажуваме. И затоа тоа знаење е тешко. Ти да знаеш сега кој ајет беше, па како се објаснува тој ајет, па со кој хадис се објаснува тој ајет, значи ти треба сега покроце да почнеш да пишуваш во вистина. Да пишуваш, за да знаеш утре, да не ти се измешаат ајетите, да не ти се измешаат хадисите, да ги спомнуваш овие ајети за неселине што немаат врска. И овие хадиси за неселине што немаат врска. И ти мислиш дека имаш аргумент. Во вистина тие не се вистински аргументи. Ова е тешко. Ова барат време. Ова барат жртвување на секој еден од нас. Тогаш, значи, ти го познаваш Аллах субхана ва таала вистински. И тогаш има, значи, кога ти го слушаш Аллаховиот говор, остава кај тебе, значи, траги. Имат влијание врз тебе и врз мене и врз нас. Исто вели шейхот шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, во врска, значи, со крадењето на шејтаните. Значи, тоа што крада, значи, од вистината. И после на таа вистина, значи, на таа вистина му ставаат уже 100 други лаги, 100 други невистини, само и само да го заблудат човекот. Значи, целта е нивна, сето тој труд го прават, само на крај, значи, да биде човекот заблуден. Значи, затоа треба човекот да замисли дека тој е во врска со шејтанот како на бојно поле. Ако тој денеска тебе не те погодит, не те повредит, утре ќе покуша да те повредит. Ако не утре, задутре. Ако не после еден месец, другиот месец. Тој секој ден. Неговото настојување е тој да те повреди тебе. Овде да те повреди и е твојата вера ќе повреди. Да ќе нападне твојата вера. Да ќе руши твојата вера. Тоа како можеш да го чуваш и да го штитиш? Само со знаење. И со вистинско знаење. Значи, со вистинско знаење. Без вистинско знаење, значи, не може човекот да се штитит. Не може човекот да се штитит. Баракаллаху фикум. Ќе застанеме тука. Алейкум селам рахметуллах. Ќе застанеме тука. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.